Драги мои, добар ден од мене и се разбира од ова ново издание на Црвена линија во кое што верувам и те како многу ќе ве има со оглед на тоа што ќе имаме навистина една жешка тема. А еве и зашто ќе зборуваме. 3 минимални плати се потребни за да се наполни потрошувачката кошничка за едно 4-члено семејство. Цените постојано растат, тоа е факт, а платите остануваат исти. Среќа што барем нешто е стабилно. Дали треба да се воведат субвенции за подобар живот? Црвена линија секако ве прашува, ви стигаат ли приходите да го преживеете месецот? А доколку не заследите на Инстаграм, се разбира и веднаш преминете на нашето Инстаграм стори Црвена линија, имате можност да го видите ова што го гледате на екраните, а тоа е нашата денешна анкета на која што треба да одговорите. Дали треба да се замрзнат цените според вас или пак да се зголемат платите? Ете, тоа е она за што ќе дискутираме денес, а верувам сите сме засегнати. Телефонскиот број останува непроменет 02-307-6677, а се разбира овој пат Црвена линија, благодарение на нашата колешка Тамара Марковска, ги запраша и граѓаните во една анкета токму на оваа тема. Погледнете. Колку пари се потребни за да се наполни потрошувачката кошничка? Приближно до 50.000 денари веќе. Кошничката за да се наполни се зависи кој што јаде. Секоја роба не е иста цена и што ми одговара, тоа ќе купам. Па преку 30.000. Па не сум сигурен, ама некаде меѓу 40 и 50.000, веројатно. Без 45-50.000 денари не може да се обстане. Право да ти кажам, јако пуно. Иако е ограничена маржата за зголемување на цените, цените постојано се зголемуваат. Дали вашата плата или е покачена периодот? Што се однесува до покачување на плати и пензии, мислам дека многу споро се движат и тоа нема многу да ги спаси луѓето. Не. Зголемене за 100 денари, така нешто. Не. Дали ги имате неопходните приходи за да го преживеете месецот? Па искрено јас лично можеби ги немам комплетно да бидам комотен. Све што ми треба, си планирам порано, што ми треба, тоа си купувам. Ние сме пензионери, нема пензија толкава. Горе-доле да. Па во моментот да, но ако дојде до поголемо поскапување и покачување на цените. Дали сте морале да се откажете од некој производ? Па моментално не ми текнува за кој производ, но можеби од некакво намалување количинско на употреба на некои производи, да. Многу. Па за сега не, ама веројатно некој производ да се да речем или некои работи да се редуцираат, веројатно да. Прво сме се отказали веќе 2-3 години од годишних одмора. Па касније од многи други работи за јадење, нели? Што ќе препорачате на владата? Мислам дека поразумно треба да се однесуваат првин кон општествениот капитал. Да и препорачам да нормално штеди и оној како сите ние. Нека работат, нека и они се мучат што да правиме. Државата е за ќотак само, ништо друго. За нас пензионери да ни се покачат пензиите. А за вас, младиве, плативе. Веројатно човек треба да биде многу мудар за да донесе правилни решенија. Би препорачала да се погрижат да набават енергија која ќе биде со многу пониска цена од сегашната. Малце да скратат од своите плати да дадат на народот. На млади да им омогучи еден болji живот, болji стандард. Не сакам ни една влада, ни една опозиција, не ја сакам повеќе Македонија. Да бев председател на Куќен совет, ќе си отиде во странство. Многу ја сакам Телма, редовно ја пратам до 1 сат ноќе. Ете, вие ја следите Црвена линија, слушнавме што велат граѓаните кога станува збор за тоа како кубурот во месецот, односно како успеваат да го менаџираат домашниот буџет, а потрошувачката кошничка според нив сега веќе за да стаса месецот се да можат да си приуштат, најверојатно ќе им треба да изнесува 40 до 50.000 денари. Да слушнеме што ќе ни кажат нашите гледачи во ова издание на Црвена линија. Одиме со првиот гледач. Добар ден.
Да, добар ден. Прво прашање до вас, ви стигаат ли приходите да го преживеете месецот? Како вие менаџирате? Ми стигаат приходите, али јас не се обзрнувам кон луксузите. Јас гледам да се помини онај нормален живот што треба да се живее во Република Северна Македонија. Прво и основно, овде не се криви производителите, овде се криви трговците. Прво, не знам дали видовте вие и слушавте, јас сум од пелагоничкиот дел на Македонија, на млекарите му го откупува млеко до 20 денари, а овде бимил го продава 80 денари. Сега тука би го повикал министерот за економија, подхитно да ги заузда трговците, како би можело производите да се не намалат, да се дадат во иста состојба како што беа порано. Затоа што ние не страдаме од производителите, ние страдаме од трговците. Кај на трговците петоструко ги зголемуваат цените. Маржите се замрзнати, еве тоа, дали сметате дека... Оставете ги, ме молам, тие маржите не намалуваат ништо маржите. Треба цените да се замрзнат. Цените, прво и основно, не оди еден месец, два, три да се замрзнува. Цени се замрзнуваат на година и пол, на две. Затоа јас би ги повикал владата на Република Северна Македонија, начело со Бектеши, министр за економија, подхитно да ги замрзни цените во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секако тука не е крајот, туку напротив, тука е почетокот. На самиот старт еве ќе покажеме еден твит со кој што еве комотно можеме да ја започнеме твит приказната во ова издание на Црвена линија. Комично, иронично, еве го, нешто се случи тука, но како да имаме гледач. Добар ден за следниот гледач во Црвена линија. Благодарам. Верувам дека добро се слушаме. Еве прво прашање до вас. Слушаме добро, ама нешто кажавте комично, па не знам што е комично. Да, требаше да покажеме, но најверојатно технички нешто тука се замрачи, но тоа не е крај на ова издание, туку почеток. Некој црн хумор ќе беше. Так, ќе биде. Знаете ли што велат дека најверојатно каква сиромаштија доаѓа, љубовта повторно ќе се врати во мода. Ете тоа беше тоа што сакавме да го прочитаме. Или разводите, затоа што кога нема пари има несогласици меѓу брачните партнери. Ова дали спасуваат приходите, верувам дека на никому не му спасува, освен на тие што се во државна администрација и на тие што се со солидни примања над 50.000. Солидни. Тие се пристојни примања, меѓутоа за минималец од 18 тие се премногу. Единствено што сакам да кажам, нема да се реши проблемот ни да се зголемат платите, ни да се замрзнат цените, него двете работи паралелно и дефинитивно да се намалат бројот на министерства и бројот на вработени во администрација. Цела администрација да има отчетност, да видиме каде трошат, зашто трошат и колку трошат. Тоа е потребно на народот, а ова и цените да се замрзнат и пензиите и платите да се покачат, па народот да може да ја преживи зимата. Огромно благодарам до вас, пред се што се вклучивте во Црвена линија. Топло препорачуваме понатаму да не следите со оглед на тоа што ќе имаме, верувам, многу голема и мокна дискусија, бидејќи горе-долу сите сме засегнати како потрошувачи. Па ја по продолжение на 023076677, време е да вклучиме и нов гледач. Верувам дека се слушаме. Добар ден. Дали се слушаме? Ете, телефонот си звони и ќе подсетам, тоа ми е должност да го намалите најнапред тонот на ТВ приемникот задолжително и секако да зборувате преку слушалка. Ќе подсетам дека задолжително и да се внимава на тајмерот кој што за секој гледач време излагањето е 90 секунди. Звони телефонот. Добар ден. Добар ден, верувам дека добро се слушаме. Да, слушаме се. Драго ми е што се вклучувате во Црвена линија, па и првото прашање како и за сите до вас се, ви стигаат ли приходите да го истуркате месецот? За кои приходи зборете? За тие што ги примаме со 8.009 или 10 пензија, тоа ли е приход или и платите што ги намалија?
што работат по цел ден у конфекција и взимат 12-13 хиljadi плата. Тоа ли, дали ќе стигне? Да ги дадеме ние на пратениците, на премиери, на сите тие министри, еден ден да поминат доста е. Како не ги е срам? Слушам ја вчера некна министерката за труд и социјална политика. Качила ги на пензионерите пензијата 6,8. Лажеја дека 10 ќе покачи. Зашто се наваѓа лаже? Изборе дека у градинките они малку ќе дотират, а другите родителите ќе ги дават. А дали прашат тие родители работат или не работат и со колку средства се издржуват? Па срамота е во што го прават. Со кои приходи ќе излеземе на крај? 700.000 кашкавал, лево 6 динара. Со кои приходи би излеземе ние? Како не се срамат? Да, они ќе јадат морски плодове, ќе јадат лешници, ќе тркат со златни лъжици, ама еден ден ќе застане таа кнедла на грлото. Срамота е. А еве, дали сметате дека може би треба да се доделуваат и воведат субвенции за подобар живот? Какви субвенции нека ги започнат луѓето, те дават, не ги дадеа на земјоделието. На земјоделците, на сточари не се дали динар, на лојзари. Благодарам многу. 90 секунди ве подсетувам, тоа е времето. Внимавајте на тајмерот и секако големо благодарам за тоа што се вклучивте во црвена линија. Одиме сега малку со Твитер да видиме таму како се коментира кога ќе се забележи потрошувачка кошничка. Па еве ќе почнеме со нешто што е твитнато во мај, бидејќи оваа сага со големиот пораст на потрошувачката кошничка започна во тој период. Соланик вели, дали сте знаеле дека во потрошувачката кошничка не влегува рентата за стан, што значи со 38.000 плата можеш да преживееш само ако ти подариле или си наследил живеалиште или ако живееш на улица. Марк Грег Спутник ретвитнува, вели, за тоа се вика потрошувачка кошничка Митре. А ова се вика црвена линија, денеска навистина тема која што претпоставувам ве засега сите потрошувачи сме, активно пазаруваме и факт е дека какви времења дојдоа, 3 минимални плати е износот на моменталната потрошувачка кошничка за едно 4-члено семејство. Што ќе ни каже следниот гледач на 0230766777, ќе слушнеме веднаш. Добар ден. Хало, добар ден. Секој добро и вам. Еве да прашаме дали успевате да истуркате месецот, односно дали ви стигаат приходите за еден месец за да, нели, ја пополните вашата потрошувачка кошничка. Мене супер ми е. Си возам добар Мерцедес, нафтата не ме интересира колку е скапа, си земам пензија 6.000 денари и сега со трошоците домашни на сабајли не доручкувам, спиjem покасно. Само ќе ручам, не вечерам, затоа ќе си легнам порано. Што луѓе размислуваат, бе? Држава ни отиде, во кошничката гледаме ние. Кошничката е собра овие горе, со милиони што крадат. Видете, дали слушнавте денеска имаше коментар, со тони бифтеци во владама влегувале внатре. Што јаделе, октоподи тамо, не знам што и што. Трошеле огромни трошоци. Тие ќе мислат за народот. Народот уште поќе да се затегнат. И тоа што го спомнат ручекот, и тој да го немаат. Па излагаат луѓе, кажуваат нешто што не е издржано. Кој сакате да не води да имат сите да имат? Баре приближно да се малце да можат живот да имат. Не ги интересира. Држава ја продаваат. Сега се чудат како да купат печет пратеници. Јас благодарам многу пред се што се вклучите. Ке подсетам, внимавајте на времето, 90 секунди. Гледачот пред малку што зборуваше, еве не инспирираше повторно да одиме на Твитер, а таму еве ќе откриеме еден твит од 2 јуни, каде што Ман вели, не е скапа потрошувачката кошничка, вие на лошо место работите. И еве зошто го вели тоа, сега ќе зумнеме, ова е едно мени кој што можете да погледнете како изгледа во собрание 15 март 2022, еве тоа се цените.
Така да, најверојатно различни цени, гледаме нешто што тука е поприлично, да кажеме, ефтино. Како и да е, одиме со вас, драги мои, и да не заборавиме, време е за нов гледач. Добар ден. Добар ден. Верувам дека добро се слушаме, добре ни дојдовте во Црвена линија. Прво прашање до вас, ви стигаат ли приходите за да го истуркате месецот? Приходите да не зборуваме, за истуркување на месецот се снаоѓаме, ама сепак треба самите луѓе да си знаеме што треба и што не треба. Приходите се мали, ама нема што да се прави. Било и полошо и ќе дојде уште полошо, затоа треба малку по малку да се навикнуваме на после војната како нашите предци живееле и како ние со растурањето на Југославија исто така живеевме, ама што да се прави? Животот не е само кај нас во Македонија, него низ целиот свет е оваа криза поради пандемијата. Ајде да ве прашам анкетно прашање, убаво би било да добиеме одговори од вас, дали треба да се замрзнат цените или може би лекоте да се зголемат платите? Каде гледате решение? Да се замрзнат цените, а да се малку покачат и платите. Или вредноста на парата да биде да вреди, а сега парата воопшто не вреди. Денарот, сакам да кажам, денарот не вреди. Понапрешниот денар вредеше. Ако земеш, понапред одевме со 500 денари, многу нешта купувавме, а сега тоа не доаѓа во... Така, новите 500 денари велат се 1000 денари, но како и да е, вие имате искуство, секојдневно пазарувате, се разбира, се обидувате да го преживеете месецот, па еве може би некои од гледачите ќе ни откријат како, бидејќи слушаме најразлични видувања, идејни решенја, па да видиме што ќе ни каже и новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија овде? Да. Да, убаво ве слушам. Голем поздрав и до вас. И прашање со кое што ќе почнеме, дали ви стигаат приходите? Ако може на темата да кажем. Ви стигаат ли приходите за да го истуркате месецот? Од месец до месец не ми стига. Не ми стигнува пари. Според вас колку треба да изнесува? Мислам да се намалат цените и уште нешто ќе велев. Добро. Времето се врви. Продолжете. И мислам околу цивилизација да пазиме, околу убиства, околу несреќи. Имаше една емисија за... Само да немам тој на телевизорот. А еве дали се откажавте од многу производи за да можете нели да истуркате некако? Бидејќи велите тешко. Најпоќе пијам млеко, пијам со лед, јогурт. Не сум толку по месо, не јадам толку месо, вегетаријанска храна, нешто салата. Многу сакам руска, француска салата со доматични и така. Добро, што на менито се уште имате јогурт, млеко, млечни производи? Да, пијам многу и по многу. Ке подсетиме дека зборувавме токму на астрономскиот пораст и на цените на млечните производи. Доволно да се напомене дека килограм овчи кашкавал во моментот може да се најде низ маркетите и за 800 денари. Да не речам 799 денари. Како и да е, продолжуваме понатаму, слушаме еве различни видувања, различни искуства. Секако некои можеби и се уште не се откажуваат од некои производи и продукти кои што им биле драги да ги имаат на својата трпеза и тоа токму поради астрономскиот пораст на цените на истите. Да слушнеме како го менаџира месецот следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Драго ни е што сте во Црвена линија и еве приходите ви сте суваат ли? Сега дојдов пред малку од пазар 100 денара као мишовни кило. Патлиџан не знам 100-120 и понатака да ми каже пише 60, компири понатака. Значи јас мислам дека
Како што е во собрание такво менито, па нека се направи за целиот народ такво мени. Да и ние малку да видиме од медот, како што вика градоначалничката рачињата у медот, а она цела влегла у медот на турскиот инвеститор. Каде е да даде одговор за турскиот инвеститор, со тој мед само тоа го кажуваат. Значи, кошничката е катастрофа, државата треба подхитно да инвестира и да интервенира. Затоа што повеќе од народот се што не можат да искочат на крај. Греота е деца мали да не можат млеко, јогурт, да не зборам сирење и кашкава, зборам за мали деца. Еве почнуваат од она ранливо што е. А не зборам за другите, да не може една попара лепи млеко. Па не ли е срамота? Па како не им е срам на овие влада? А може таму за, кажи ги овие морски плодови колку пари да дават. Па како не им е срам бе? Па нека се сокријат, нека ќутат барем. Како не? Хитно мора да се направи нешто, државата да интервенира и да помогне на народот што нема. Затоа што срамота е они во собрание да јадат таму живо џабе, а ние да плаќаме за нив дека и народот друг да не може да... Внимавајте на тајмерот. Знам дека се повторува многу пати, но тоа е задолжително. Не би сакале да изгледа дека ве прекинуваме насред мисла. Вклучуваме нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Браво! Секој добро и вам. Ви стигаат ли приходите да прашаме за да го истуркате месецот? Не. Тоа што ја го зимам, нема шанси да преживеам. Него да не е екстра нешто така. Што е тоа што е екстра, например, во момент? Као велја, неволја, нешто така, таков бизнис. Само ништо друго, не српски он, дечко, велја, неволја. Само тој бизнис успева да направи, да преживееш убаво. Инаку друг бизнис ништо не помага. Сега, кој колку ме сватил, тоа е. А иначе, ќе кажам, ако се цените замрзнат, тоа е катастрофа. Значи, огромни се високи цени, значи, европски цени се, према Европска Унија цените, а платите се афрички. Значи, инфлација мора да има. Ама ако има инфлација, значи, ако раснат платите, па нема да можеме да се држиме за еврото, а еврото е врзано со денарот, значи, пак катастрофа. Еве, да се замрзнат цените или да се зголемат платите? Па тоа ти кажувам, значи, треба да се зголемат платите, ама овие нечија врзани се за еврото. Еврото е во инфлација, ама ние го пратиме текот на еврото. И ќе кажам, ако сакаа да спасат ситуација, таа администрација таму, каде што на едно солче седат 5 мина, а некои не ни работат, треба на коси да се избрка, па ќе видиме и колку гласачи ќе имат. Субвенции, какви субвенции би тоа гола вода? Само платите да се покажат. Благодарам многу. Цениме тоа што се вклучивте во Црвена линија. Сега малку на брзина пред да вклучиме гледачке, прочитам уште еден твит. Не е многу нов, но интересно е како е пресметано од страна на детектив колкави трошоци има во еден месец. Детектив вели 18.000 денари минимална плата, а трошоците се следни: струја од 3.000 до 4.000 денари, вода 1.000 денари, телевизија, нет и 2 телефонски броја 3.000 денари, 2 кредити, износ 15.000 денари, храна за дома од 7.000 до 8.000 денари, гориво 2-3 пати по 2.000 денари, средства за хигиена 3.000 денари, во иднина, памперси и кашички за бебе 4.000 денари. Се живее. Аливер му ретвитнува: твојава потрошувачка кошничка не е кошничка, туку вагон. А реално тоа се и трошоците со кои што се среќаваат семејствата. Што ќе каже новиот гледач? Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден, се слушаме? Да, одлично ве слушам. Па прво прашање како и за сите, ви стигаат ли приходите да го стуркате месецот? Е вака, на телефон е Ласте Величковски од Крива Паланка. Голем поздрав. Молам? Голем поздрав до оние кои што не гледаат од Крива Паланка. Благодарам. Вработен сум во АД Водостопанство на Република Северна Македонија. Последна плата имаме земено на 17 јуни 2022 година. Сега кажете ми со која потрошувачка кошничка ние да истераме кога не имаме земено 3 цели плати и еве за една недела 4-та плата.
Добивте ли образложување зошто е тоа така? Има ли некакви реакции? Не, никакво образложување. Значи во АД водостопанство се вработени на ниво на Република Македонија 500 и нешто вработени. Како може да Одлично, ни дадовте идеја да имаме една ваква тема. А сега каде го гледате решението во иднина? Да се замрзнат цените или да се зголемат платите? Што и да се направи за нас кога ние не взимаме. Јас живеам сега на грбот на мојата сопруга која има приватен бизнис и работи са бајле од 12 по 12-13 часа на ден. Јас со 48 години да барам 100 денари за цигари од неа. И цигарите ги манеме. Него леп нема да јадеме. Здравствено осигурување немаме. Што со тоа? Наш главен и единствен акционер е владата на Република Македонија. Како ние да обстанеме? Не зборувам за пензионери, ги жалам кога ги слушам. Со 8 или со 9 или. Ние работиме, не смееме, елементарно е тоа човечки да сопреш вода некој. Меѓутоа како ние да обстанеме? Благодарам особено што се вклучивте и ни откривте низ каква голгота поминувате, колку што помнам гледачот рече од јуни оваа година немаат земено приходи, што и еве една идеја да се разгледа во црвена линија да се постави една ваква тема. Но денешната гласи вака: 3 минимални плати е пресметано се потребни за да се наполни моменталната потрошувачка кошничка за едно 4-члено семејство. Факт е дека цените астрономски секојдневно растат, а платите остануваат исти. Па, ако платите се исти, можеме само да кажеме среќа што барем нешто е стабилно. Она што ве прашуваме денес е: ви стигаат ли воопшто приходите кои што ги имате, а некој гледачи, како што беше претходниот, рече дека воопшто немаат земено ниту пак од јуни. Добар ден. Добар ден. Јас добро ве слушам, драго ни е дека се вклучувате во црвена линија, па еве, истото и за вас. Ви стигаат ли приходите? Овако да рекам, че накратко, приходите секако дека не стигаат, нели зависи да речеме, само ако има нели еден човек 1000 евра плати, знаеме којто ако е нели работи у банка или кој фармацевт. Значи збориме во просек со плата од 18 нели работничка плата, за еден е малку. И сега збориме нели за просечно семејство од 4 члена, па би рекла тоа му доаѓа 18 и еден е околу да речеме 600 евра, така. Двајте да речеме родители нели дете, мислам сепак е оноа кнап што би се рекло, да останува кнап. И сега збориме треба се интервјуира семејство речеме со нели еден родител. И сепак тука нели наставуваат пари, би рекла тука треба се интервјуира нели ако има само еден родител, самохран, тука е станува мислам етен за грозувачки, мислам мора социјалниот тука да се погрижи. А би рекла за анкетното прашање, значи што е, ако видиме што е поевтино да се зголемат нели платите, пензиите, па би рекла ако пресметаме поевтино да се замрзнат цените на производите. Ако пресметаме, да. Иначе ако се зголемуваат плати, тогаш е таа економија секако поскапа, да. Тоа е одговорот дефинитивно. И сега збориме како влада би можела, значи поевтино е да речеме пошто сега дефинитивно поскапува хранава нели заради нафтата. И тогаш би рекла ако е тоа да се пресмета колку нафтата нели саме зголемена и според тие ако е 2%, 3%, ќе да се инвестира со толку пари во цените. Значи да не се никаква промена на цените. Се тоа може да се направи пакетно, тоа што ако некој компанија има вишок приход, како нели фармацевските или кажи ги амбулантиве, значи што се клиники, се земе од нив да речеме повеќе данок. Значи 1 плюс 2 дана да се накачи, тоа е многу малку. И тие пари да се префрлат за цените за храна. Значи мислам. Благодарам многу што се вклучивте во дискусијата на црвена линија. Јас само ќе потсетам дека што се однесува до црвена линија, задолжително ако не следите на Инстаграм, направете го тоа, бидејќи во моментот имаме анкета која што секако сакаме да ја пополните, а ве прашуваме дали треба да се замрзнат под А цените или под Б да се зголемат платите. Одеме со вас, драги мои гледачи, она што е најважно, продолжете да лајкнувате, коментирате во црвена линија, секако не само на Facebook, можете тоа да го направите на Instagram, а не има секако и на Twitter. Сега вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, секој добро. Ви стигаат ли приходите да го истуркате месецот? Тешко. Само оние кои нели се вработени дома, уште куќе и маче што не им се на работа, само тие живеат, а другите банкротирани сме. Може би ќе помагаат малку по дома. Да, сега, што да кажам, кога СДС на власт, ние, значи имаат тие парола 2016, ако памтите пред избори, живот за сите.
Но некои заборавија дека кога е СДС на власт, животот е мизерен за сите. Така беше до 98 година, кога ги ограбија сите фабрики, ограбија девизни штедачи, ограбија штедачи во штедилници, ограбија пензионери, им кинеа по 8% на 5 годишни пензии, 2 пензии им доцнеа. Башкар, значи, не обезличува и тогаш. Дојде ВМРО на власт 98-2002 и ја живна Македонија. И направија војна СДС, она договорија со ЦИА заедно да го Дали срушат смитате дека ВМРО? треба да се воведат субвенции? Еве субвенција кој има ќе имаме подобар живот. Нема шанси. Што да се прави, ова е злосторничка, неспособна власт. Сведок ми е Вучич. Тој кажа вака, тој беше груевски премиер. Сите инвестиции во Македонија иде, значи вработувања, инвестиции, фабрики, нови развој на Македонија. Откако го турнаа Груевски вика, сега 280 фабрики во Србија ни дојдоа. Е, тоа е разликата. Паднала влада. 90 секунди внимавајте на тајмерот. А сега ќе ве прифрлам на Facebook за да видите како изгледа нашата објава таму. Очекуваме секако да коментирате. Еве сега ќе може да видите, ова е вака изгледа од наша страна кога постираме на Facebook. Велиме 3 минимални плати се потребни за да се наполни потрошувачката кошничка. Цените постојано растат, платите се исти, среќа што барем нешто е стабилно. А дали треба да се воведат субвенции за подобар живот, тоа она исто што ве прашуваме. Покрај тоа, дали ви стигаат воопшто и приходите да го истуркате месецот. За анкетата да добиеме одговор и резултатите кои што ќе ги соопштиме некаде по рекламите денес. Доволно е само да одговорите на две опции. Едната е дали треба да се замрзнат платите под А или под Б, да се замрзнат цените, бидејќи плативе најверојатно се замрзнати, а под Б да се зголемат платите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, ве слушам. Одлично, ве слушам и ја, Добар драго ден, ми е. поздрав до вас и до редакцијата. Голем поздрав и до вас. Па вака сега, 3 минимални плати, тоа доаѓа околу 50.000 денари на висина, многу пари. Дали треба да се воведат субвенции за подобар живот? Па секако мислам дека барем слушајќи од она што се зборува на вестите и така натаму, кажано е дека субвенции се даваат и на лојзарите, и на оризопроизводителите, и на овоштарите исто така редовно дека се даваат. И мислам дека во тој поглед се прави нешто. Меѓутоа, да кажам дека сепак ние како граѓани треба да сватиме дека оваа криза е меѓународна криза, светска криза. И дека сето тоа има влијание и врз нашиот стандард. Мислам дека замрзнувањето на цените би било добро, меѓутоа платите може да останат да бидат барем редовни или пензиите, сега пензиите ќе се зголемат, да бидат редовни, а да се на еден начин цените стабилизираат. Тоа е многу тешко, гледам времето ми минува, ви благодарам за вниманието, поздрав. Благодарам и вам што искористивте можноста да го кажете вашиот став. Сега е време да ве одмориме малку со реклами и одиме со резултатите од денешната анкета. Повторно со црвена линија, онаму каде што ги соопштуваме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Прашањето беше дали треба да се под А замрзнат цените или пак да се зголемат платите за да може да се истурка месецот. Одговорија со 25% под А да се замрзнат цените, а 75% одговорија да се зголемат платите. Вака го завршуваме ова денешно издание на Црвена линија. Големо благодарам за сите што не гледавте, особено оние кои што се вклучија. Следете на Инстаграм, на Фейсбук и се разбира на Твитер. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија, а јас и вие повторно заедно утре во истото време. Довидување.